Добар, убав и најсреќен ден да имате, почитувани гледачи. Екипата на Вкусот на традицијата се наоѓа во етно ресторанот Златно буре Кучково, недалеку од нашиот град Скопје, каде што можете да си ги задоволите сите ваши потреби. Од уживање, од чист воздух, вкусна храна, да си прошетате во околината, имаме и цркви, и манастири. Тука навистина може да биде една фантастична викенд понуда за вас, но исто така и од понеделник до петок прекрасно функционира. За семејни средби, за тие што сакат да си ручат, да си вечерат, тука заедно со пријатели, со роднини и така натаму, но и да ја следат нашата емисија Вкусот на традицијата. Денеска ќе ви подготвам еден многу интересен рецепт, домашни гевречиња без квасец, без месења, па чекај да стаса, па ти реков, па ми рече и многу други обврски, нели? Немаме време, а сакаме да си каснеме нешто месенко, нешто вкусно. Овој рецепт е вистинско решение за вашите потреби. Само следете Вкусот на традицијата. Ова ќе ви го сакаат дечињата, сега нели да си одат на училиште, па треба да им пратите сендвич и така натаму. Еве ви нешто интересно што ќе им го направите, ќе им го дадете како ужинка во училиште, за појадок за вечера, ужинка дома, па и за вас со чашка јогурче за мерак. За овие домашни гевречиња на вас ќе ви биде потребно 260 грама брашно. Имајте си неколку лажици резерва. 440 грама павлака или можете, ако немате павлака, значи можете од тие цврсти јогурти и така натаму, се исто е тоа. Една белка од јајце. Ке ни треба малку триена сол, 2 не со врв полни кафени лажички сол, едно пакетче прашок за печиво, една кафена лажичка лук во прав, семки можете 100 до 150 грама и со 50 грама ќе истерате, тоа е за наросување, нели? Што потоа белката од јајцето ќе ја изматиме, ќе ги премачкаме гевречињата и ќе наросиме од мешаните семки. Имаме тиква, сончоглед, има лен и има суса, со една лажичка лук во прав и малку масленце за да ја намастиме тепсијата пред да ги печеме. Сега да започнеме со работа. Гледате колку и малку намирници има состојки. Така. Сега ќе го ставам брашното. Почнам со лажицата. Значи да ги спојам павлаката и брашното. Со благо притискање на лажицата. Сега ќе ја додадам и солта внатре, пецивото. Значи немаме никакви филозофии. И малку триена сол да го добиеме тој традиционален вкус. Ете така. Колку убаво замириса. И сега полека, вака, малку по малку, додека направиме тесто.
а потоа и со рака. Ќе почнеме да месиме. Но ова нема да му треба кој знае колку, само да ги споиме состојките. Еве веќе се формира тесто. Сега на работната површина ќе ставам од брашното што го оставив малку. Така. И ќе го извадам. Значи, од ова количина ќе извадиме 6 до 8 гевречиња, зависи колку сакате да бидат големи. Ќе го земам и се тоа што е останато на лажицата. Ете така. Од озгора ќе му ставам малку брашно. И ќе почнам да месам. Ќе си капнам малку масло на раката, за да не ми се лепи. Ете, супер. Ете колку треба за тестото, значи да не се грижите дали ќе стаса, дали е добар квасецот. Може би ќе треба уште малку да му наросам брашно. Еве го брашненцето, уште малку ќе му наросам. И вие, како што ви кажав, имајте си малку резерва. Леле, какво е тестото? Душичка, погледнете. Браво! Многу добар рецепт. И овој рецептите како го препорачувам за младите домакинки кои што немаат искуство многу за месење, ова не можат никогаш да го погрешат. Ете така. И мислам дека му е доволно. Сега ќе нарусам брашно само за да можам да продолжам со работа. Ќе направам една ролничка. Прво да го извадам тестото од рацете, како впрочем и сите домакинки што прават дома. Ете така. Така, сега ќе треба да го поделиме на топченца. Да кажеме од овде, прво ќе извадам вака, значи, половина. Ете така. Па уште на половина. Ова на половина. И ова на половина. Ајде така, па ќе си додаваме, можеби. Сега не можеме ние идеално, значи, да го направиме, да бидат сите исти, но барем приближно. Ете така. И сега ги тргам настрана, ги одвојувам. И од секое едно ќе направам топче. Значи, мене ќе ми излезат 8 гевречиња. Ете така. И сега ќе направам
една ролничка. Така. Така. И ќе го завиткам и ќе го ставам во тепсијата, но заборавив малку масленце да капнам. Ете така. Ова ќе го подместам. Одлично. Сега со сите ќе го направам истото. И редам во тепсијата. Леле, тестото какво е? Како мајчина душа е, толку што е меко и убава. Дека може малку тука да ставам. Така. И сега повторно правам една ролничка мала. Така. Ете она колку е нежно, колку е убаво за работа. Така. И ги редам во тепсијата. Еве, нека е тука. Тепсијата. Повторно нарусувам со брашленце, значи нас ќе ни излезат 8 гевречиња, токму колку што е голема и тепсијата. Вие можете и дупло поголема доза да направите. Еднашка нагоре, еднашка надоле и готово е. Ќе ги споите тука на крајчињата. Уште 2 гевречиња ни остана. Така. Еве го и последното геврече. Еве и тоа е готово. Го ставам и него во плехчето. И сега преминуваме. Еве ги колку се сладки, пошто убаво ќе се испечат тие. Сега преминуваме во следната постапка, а тоа е да ги измешам семките со малку лук во прав. Па дури и тука можам да ставам, така ми дотекна дека можам да ставам триена сол малку. Ќе го испромешам сето ова. Така да ми е спремно, а ќе му ставам и сол. Половина лажичка, пошто има доволно во тестото, но ова е чисто онака за вкус, знаете, да дрпка малку и солта со семките. И ќе изматам белката. Во истиот сад каде што беше и павлаката. Ќе му ставам и малку масленце, многу малку. Доволно е. Сега со белката малку ќе
Ќе ги премачкам гевречињата. Вака. Вака ќе ми биде позгодно. Така. Ќе ја потрошам целата. Леле, што ќе бидат убави овие гевречиња. Мераци. Ете така. Добро. Сега ќе ги нанесам семките. А потоа семките што ќе останат во тепсијата, мои се со гаранција, ви кажува. Тие најповеќе сакам да ги јадам. И тамани тестото си се одмара, додека го правите сето ова. Така. Рерната е веќе пуштена на 220, а потоа кога ќе почнат веќе да фаќаат кора, ќе ги намалам на 200. На нив, откако ќе намалите на 200, повеќе од 20 минути, нема да им биде, мислам, потребно за 20 на минути, ќе бидат испечени. Еве, драги мои, јас се радувам како малите деца на овие гевречиња, верувајте ме. Едва и чекам да ги испечеме и да ги пробаме на трпезата. Леле, машала, шубави ни излегле овие гевречињава. Ау па крцкави, леле. А леле, колку се добри. Леле, колку се добри од озгора крцкави, а внатре мекички. А вкусот од триената сол, од лукот во прав, па семките. Одлична комбинација со јогурт. Ни повеќе, ни помалку станува мојот омелен рецепт за гевречиња. Вака додека направиш, тие се готови. Тоа е тоа. Во денешно време ни требаат такви рецепти. Значи, прекрасно нешто. Јас сакав да ми бидат крцкави, да ми рпкат вака и затоа ги испеков повеќе. Ако сакате, значи да не крцкат, да ви се така мекички, тогаш печете ги 20 на минути. Јас сакам баш вака како. Значи, кога ќе ми крцне тоа, значи нешто фантазија. Лукот си го направило дефинитивно своето. А толку е вкусно, не можам да ви опишам. Направете ги овие домашни гевречиња и уживајте во вкусот. И повеќе од убаво, и повеќе. Драги мои, ве поздравувам со чаша јогурт, баш убаво ми оди. И ова е неутрално некое тесто,
Значи, можете дури и со мармалати со мед да ги јадете. Можете со сирења, со јогурт. Мене така душата ми посака денеска јогурт со овие прекрасни гевречиња. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата со една мисла, дека не го барајте лекот во луѓето кои што истите тие ве разболеа. Значи, лекот не е кај нив. Довидување до следната емисија. Направете ги овие гевречиња. Лела, ова меза и за винца, и за пивца.